Здраво, драги мои, добре дојдовте повторно на мојот YouTube канал. Денеска сакам да ви ги покажам производите кои што од неодамна ги вметнав во мојата рутина. Секогаш давам доволно време да можам да стекнам некаков впечаток за да можам да го поделам тоа со вас. И тоа ќе биде она што го планирам за првиот дел од видеото, а секако во тој втор дел од видео сакам да ви објаснам како понатаму јас размислувам и можеби која ќе биде содржината на следните неколку видеа. Прво нешто што ми е битно, а мислам дека доколку ме следите од предходно сте запознаени со тоа, дека тоа почнав да го применувам од пред извесен период, а тоа е да во негата моја, односно во производите кои што ги вметнувам во мојата рутина, се после потрошен производ. Значи, доколку потрошам серум, тогаш купувам нов серум. Доколку потрошам крема, тогаш купувам нова крема. Тоник, што и да е, значи се што се однесува на нега, почнав да го практикувам правилото да откако ќе потрошам производ, купувам нов. Зошто тоа почнав да го правам? Па заради тоа што сватив дека во овој свет каде што функционира маркетингот до максимално ниво и каде што од секоја страна ни се случуваат реклами и идеи постојано ни паѓаат на памет да го пробам и овој производ и оној производ и дали ова повеќе ќе делува, дали она повеќе ќе делува, просто стануваме како да кажам, обседнати со тоа да стално сакаме да пробаме нешто ново и стално сме незадоволни од тоа што веќе го употребуваме, така да јас едноставно одлучив да се ограничам себе си и да се потрудам да буквално функционирам така да после потрошен производ купувам нов производ. И тоа, како што реков, доколку ме следите, претпоставувам дека веќе и ви е јасно дека буквално така функционира. Меѓутоа, сега одлучив тоа да биде и со шминка, што, за сето тоа ќе ви зборувам ајде во остатокот од видеото, а сега на почеток сакам да ви покажам што е тоа што вметнав и што е тоа што ми се допаѓа. Знаете дека од предходни неколку видеа зборувам за брендот Ladria, посебно за регенеративната крема која што е прв производ кој што го купив од тој бренд и од кој што сум премногу задоволна. Значи, таа крема ми е неверојатно добра. Неверојатно добра се однесува под шминка. Имате видео за таа крема и доколку ви интересира, појдете и пребарајте во видеата на мојот канал, па малку и повеќе и поконкретно слушнете за таа крема. Меѓутоа, таа крема буквално ме привлече до овој бренд. Меѓутоа, како што реков, прво чекав производи да потрошам од друг бренд кој што користев, па да пробам производи и од Ladria. Што купив? Го купив мистот од Ladria, купив исто така серум од Ladria и ја купив кремата која што е всушност наменета за ексфолијација, односно пилинг на кожа. Face polish. Зошто купив прво мист? Заради тоа што ова е некој вид на тоник и составот кога го прочитав, буквално ми изгледаше како нешто што е одлично. Значи, спрејот го користам како тоник, а понекогаш го ставам и на крај. Значи, кога ќе се нашминкам, па чисто за освежување и некако прави убаво спојување на се она што е нанесено на лице. Не можам да кажам дека има функција на продолжување на шминката, ама некако убаво изгледа кожата кога ќе се нанесе и сосема на крај. Во својот состав има, значи, морска лаванда, мрижица и ниацинамид. Функцијата му е да ствара ултрахидратантна мрежа и кожата да ја прави обновена и ојачана. Прекрасен еден мисте, ми се допаѓа, јас го користам во утринска нега задолжително. Меѓутоа,
го користам и во вечерна рутина кога употребувам пептиден серум. Значи, не употребувам ваков мис само кога нанесувам ретинол, а инаку го воведов во рутина со пептиден серум. Нема мирис, премногу е освежителен, ми се допаѓа. Впечатокот ми е очигледно добар од првиот производ, како што реков, на Ладрија, односно регенеративната крема. Ова се однесува, значи, и за овој мист. Исто така, премногу сум задоволна. Од Ладрија, значи, земав Instant Revitalizing Serum. Ова е серум за ревитализирање на кожата. Пишува дека има морски алги и морски колаген. Помага за да ги намали борите, да, значи, пружа нова виталност од морските длабочини. Има интензивен ефект на хидратација и продира длабоко во кожата. Серум кој што всушност е еден вид на хиалуронски серум, во овој случај ќе биде колагенски, нели како што пишува, ама некако толку е хидратантен и толку лесно се впива во кожата што действува, да кажам, како да е хиалуронски серум, а всушност е, нели, ревитализирачки серум. Одличен е. Го нанесувам, како што реков, во утринска нега, меѓутоа него пак во утринска нега го употребувам кога не користам С витамин серум, а во вечерна нега го користам кога користам ретинол серум. Така да, можеби ќе треба, нели, едно видео во кое што детално повторно ќе посочам што како употребувам. Прекрасен е серумот. Ајде да ви покажам како изгледа. Значи, многу е хидратантен, навистина. Се впива во кожата, ја хидрира, нема мирис повторно. Потврдувам, значи, прекрасна една козметика, навистина сум одушевена и мислам дека Ладрија брендот е дефинитивно бренд кој што има очигледно најмногу производи кои што мене ми се допаѓаат до сега. Серумот е, значи, исто така одличен и претходно пред да купам производ секогаш истражувам, нели, до максимум и размислувам како тоа би го вметнала во рутина. Така да се одлучив, значи, да го пробам и овој пилинг за кожа, кој што, вика, ги отстранува изумрените клетки од кожата, значи, површински, ја измазнува микротекстурата на кожата и се трансформира, нели, во хидратантно млеко за сите типови на кожа. Во својот состав има микродермабразини песок, значи, ПХА, морска лаванда, исто така, мимоза, бисаболол и камилица. Ова е, изгледа внатре, значи, како оние гелови што се за отстранување на шминка, меѓутоа, ќе видите, јас 2 пати имам до сега користено од овој пилинг. Ова и не се употребува, нели, секојдневно, пошто не ни е потребно пилинг на кожа да правиме секојдневно, туку еднаш до 2 пати неделно. Јас, еве, до сега 2 пати, значи во недела еднаш. Многу е интересен, значи кога ќе се нанесе, навистина се чувствува тој микро песок на лице. Ситни гранули песочни кои што прават многу нежен пилинг, односно ексфолијација на кожа. Има мирис на, па буквално како на оние други отстранувачи што се на шминка, меѓутоа овој, како, нели, таа масленост се чувствува во него, меѓутоа не можам да кажам дека е мастен, нели, на кожа. Претпоставувам сепак е, нели, има некоја таква содржина за да може и да ја негува кожата. Се нанесува, значи, на суво лице овој пилинг и буквално цело време се чувствува како ситен песок, се
нели, прави пилинг по кожа, после тоа се додава малку течност, вода, и полека се претвара во една текстура како млеко. Значи, тогаш се разградуваат сосема и овој песок веќе не се чувствува, буквално се претвара во едно млеко хидратантно и на крај се измива лицето и буквално кожата е испилингувана, меѓутоа и некако нахранета после овој пилинг. Прекрасен пилинг, јас и навистина не можам да споредам со никој друг пилинг до сега што го имам користено. Најчесто пилинзите се ќе испилингуваат кожата, меѓутоа на крајот оставаат најчесто или маслен слој, заради тоа што имаат премногу масло во својот состав, меѓутоа не вака нахранета кожа од овој тип, не да е масна, значи кожата, него буквално како со млеко да е намачкана, исхидрирана некако кожа, а при тоа да не зборувам за тоа колку е ситен и колку е нежен овој пилинг и колку навистина убаво се отстранува, а воопшто не е груб за кожата, воопшто кожата не е изиритирана. Дури мислам дека и посилно да се притисне на лице не може да се оштети кожата, иако тоа најчесто се прави нежно, можеби околу некои делови каде што поради користење на ретинол, знае кожата да биде посува, па е потребно можеби малку повеќе да се притисне, меѓутоа прекрасно нешто е, одличен пилинг и навистина многу ми се допаѓа. Прекрасна е кожата, буквално е кадифена, како кадифе е после. Мазна, нежна, нахранета, прекрасно нешто. Прекрасно нешто. Сега, бидејќи на Орјена, од Орјена бренд користев витамин С линија, имам уште малку од тоникот, меѓутоа серумот го потрошив и се одлучив да земам нов витамин С серум, заради тоа што го сакам витаминот С во мојата дневна рутина, така да земав од овој бренд. Ова е Godal, претпоставам, ова е корејски бренд. И ова е Vita C Dark Spot Care Serum. Вака изгледа внатре, ова е значи повторно нешто што истражував. Вака изгледа внатре. Има малку мирис цитруса, меѓутоа мене ми се допаѓа. Преубав е на кожа, некако ја освежува кожата, ја осветлува. Сега јас и не можам да кажам, јас немам некои баш проблеми со тоа да имам можеби некои темни дамки по лице и така натаму, меѓутоа знае да ми остане некогаш дамка од некоја акна кога ќе ми се појави или она подкожна акна, па знае црвенило, па да се лупи тоа место и треба некако времето кожата да се обнови. И тогаш најмногу некако гледам резултати, дали од некој витамин С има подобрување, дали брзо делува или не. Овој е одличен. Добро е што е стабилен витамин С, значи подолго може да рокот знае да му биде подолг. Не мора, барем сега за сега се уште не го чувам во фрижидер. Стабилен е, значи само го чувам секогаш во кутивче, заради тоа што сепак без разлика на тоа дека станува збор за стабилен витамин С серум, сепак некако вака ми е позаштитен и секогаш ги тргам директно да не стојат на сончева светлина. Меѓутоа овој сега еве не го чувам во фрижидер, па ќе видам сега кога ќе се стопли времето, кај мене знае дома малку да биде потопло. Така да ова ќе го ставам чисто во фрижидер заради тоа што и поубав ќе ми биде наутро кога ќе нанесам и некако ќе ме освежи кога е изладен серумот. Одличен е, иако пишува да не се нанесува можеби на околуочното подрачје, јас буквално на цело лице нанесувам и на околуочно подрачје. Немам иритации никакви од него. Сега
ајде да кажам, веќе недела дена сигурно го користам, ама буквално секој ден, така да нема никаква иритација, мојата кожа е сензитивна, многу брзо реагирам на се што не ми одговара, ама баш нели од искуство веќе знам и кога истражувам и кога пазам кои производи да ги пробам, просто да внимавам, така да ретко се случува да сгрешам во избор, меѓутоа, еве, имате препорака, одличен серум е доколку размислувате за кој серум да се одлучите. И тоа е се нели од она што е новина и што е ново во мојата рутина. Е сега во овој втор дел, како што ви најавив, сакам да ви кажам за некои одлуки кои што ги имам донесено во врска и со декоративна козметика, односно со шминка, а тоа е дека ќе се потрудам во следниот период, повторно зборувам дека ќе се потрудам, заради тоа што тоа не е едноставно за сите нас кои што ја сакаме и негата и шминката. Знаеме колку е тешко во денешно време кога постојат цело време нови производи, нови линии, толку симпатично спакувани, интересни, во различни бои, примамливи, со текстури, со мириси, со се нешто, да одолее човек и да не купи. Меѓутоа, мојата одлука е да, како што нели тоа веќе го применувам во производи кои што се за нега за кожа, истото да го применам и со шминка, со тоа што таму, освен што нели сега нема да надополнувам, ќе се придржам буквално до крајот на оваа година да не купам буквално ништо од шминка. Така да, тоа е некоја моја цел која што ја имам поставено и се надевам дека ќе истрајам во тоа и дека така ќе биде. Имам доволно буквално од се. Значи, и секакви бои на кармини, и секакви палети, и секакви руменила, и секакви бронзери, и вакви и онакви моливчиња, и вакви и онакви ајлајнери. Буквално се што ми е потребно, така да следните видеа, значи, нема да бидат сигурно со некои нови производи за шминкање, заради тоа што нема да купувам и нема такви производи да ви покажувам. Меѓутоа ќе има видеа за шминкање со производи кои што веќе ги има. И сега следните неколку видеа ќе бидат буквално со покажување на она што го имам во својата колекција од шминки, значи ќе ви покажам и кои палети ги имам во моментот и какви моливчиња за уста имам и какви ајлајнери и кои кармини. Ќе поминеме низ сите мои производи за шминкање. Може би ќе има производи кои што на вас не сум ви ги кажала во видеото, меѓутоа сигурно не се производи кои што ќе ги купам пред да снимам видео, него буквално тоа што имам, тоа ќе ви покажам. Да, некои помалку може би ми се допаднале, па не сум ви ги покажала во видео, ама одлучено е дека се ќе се потрудам да трошам и да едноставно останам имуна на се она што е околу нас ново. Како што реков, маркетингот е многу јак, преинтересно прават некои брендови. Порано, ако може би 4 линии пуштаа во текот на годината, например како, не знам, Essence или како Catrice, кога пуштаа, не знам, во зима, пролет, лето, есен, нели буквално погодишни времења, сега приметувам дека на еден месец буквално има уште нешто лимитирано, тоа значи дека најверојатно има купувачи и има побарување, што е во ред од една страна. Меѓутоа, од друга страна и не знам колку е добра пораката да ние постојано, освен што сме изложени на такви реклами, плюс и на ваков начин со видеа се потикнуваме да сакаме и да се наведуваме да сакаме уште некој производ. Немам ништо против, значи доколку луѓето сакаат да си купуваат, имаат право, секој има право да си го живее животот како сака. И како му е пријатно и како ужива. Меѓутоа, од друга страна мора да се потрудам, барем јас, а тоа е да научам да бидам задоволна со тоа што го имам и просто да не трагам по уште нешто ново,
што е поинтересно или што можеби во моментот мислам дека ми треба, заради тоа што навистина едно е потреба од нешто, а друго е желба да имам уште едно и уште едно. Значи, сметам дека јас лично треба да работам на тоа, значи да се ограничам, еве, сега и за тоа, без разлика. Значи, јас не дека секогаш, ја не купувам можеби скапа шминка, тоа не е многу скапо, меѓутоа е проблем кога станува збори за тоа да купам, ај ова руменило е 150 денари, ај ова е 200 денари, ај ова е 120-30 денари, ај ова е ефтино, и всушност и ова и она, јас не велам дека тоа не е добро и дека не е убаво. Секако, чим го купувам, значи е убаво и претпоставувам дека и вие, нели, она што ви се допаѓа, си го купувате. Ама, дали е потребно? Па не. Дали, пак ќе речам, доколку смета некој дека тоа му е окей, ужиток и уживање и ужива во тоа и го исполнува и го смирува, во ред. Меѓутоа, на некој начин го сметам за проблем, заради тоа што не постои само зависност од аспект на тоа дека некој пуши цигари, дека некој пие алкохол, не знам, дека се коцка или како и да е, користи наркотици и така натаму, туку буквално не сме свесни дека и ние на некој начин стануваме зависници од постојано купување на некои новини, кои што на нас во момент не прават среќни и не исполнуваат. Пак ќе речам, секој има право нели да се одлучи како сака и да се однесува како сака и да прави како сака, меѓутоа тоа е некоја моја одлука и чисто тоа сакав да го споделам овдека со вас и да не ве лжам, да не биде пресериозно видеото. Се надевам дека ќе имам разбирање од сите вас за ова моја одлука и дека ќе имам и подршка. Не е едноставно да се снима, не е едноставно да се одржи YouTube канал, посебно кога е мал YouTube каналот, заради тоа што, нели, секој сака да сними интересна содржина за да го задржи вниманието и така натаму. Јас ова цело време го правам од хоби, буквално, меѓутоа и размислувам понекогаш, можеби во таа насока да прерасне во нешто посериозно. Свесна сум дека можеби со тие сите новини на вас би ви било поинтересно, меѓутоа од друга страна сметам дека има толку многу интересни работи за кои што можеме да дискутираме, да покажуваме и можам, нели, секако и моите шминки да ги употребувам, а и се еве ново што ќе воведам во своја рутина да ви покажам. Меѓутоа еве конкретно за шминките тоа е. Така да, тоа е се, значи, што ви подготвив за денеска. Очекувајте следно видео, значи да биде со представување на производи за шминкање кои што веќе ги имам и кои што ќе ги употребуваме во следен период. А секако, доколку ве интересира било што, доколку можеби сакате да ви кажам некое свое мислење за некој производ или пак моje истражување за некој производ, слободно пишете во коментарите, ќе се потрудам да ви одговорам и да ви кажам кој е мојот став, заради тоа што освен производи кои што ги купувам, има многу производи за кои што истражувам, чисто љубител сум, значи на козметиката, посебно за нега на зрела кожа, така да можам секако да го поделам тоа што веќе го имам прочитано и анализирано, слушнато од некои други кои што употребувале и просто сум направила нели некаква анализа, па можеби ќе ви биде од помош. Ви благодарам што бевте и денеска со мене, ви посакувам се најдобро и се гледаме наскоро. Ве бакнувам. Чао.